И добре дојдовте на третиот дел од предавањето за сврзници во германскиот јазик. Ова видео ќе биде пократко од претходните два делови и ќе го користиме како дополнително. Во првиот и вториот дел учевме за сврзниците во германскиот јазик, што се тоа главни, што се тоа зависни реченици. Дадовме голем број на примери за сврзниците, а во ова видео ќе ги видиме разликите и сличностите меѓу нив. Накратко да повториме кои беа сврзниците. Ако не сте ги гледале, гледајте ги првите два дела од ова видео, бидејќи видеата се поврзани. А сега да започнеме. Ehlichkeit und Unterschied, односно сличности и разлики меѓу сврзниците. Започнуваме со разликите меѓу сврзниците кои се користат во главни реченици. Во овој слайд sondern или туку, наспроти aber или no. Sondern се користи секогаш кога првата реченица има негација. Например, liebt mich nicht, sondern liebt dich. Тој не ме сака мене, туку тој те сака тебе. А сврзникот aber не секогаш се користи кога првата реченица има негација. Например, die Mutter ist nett, aber streng. Мајката е љубезна, но строга. Или, втор пример, ich mag Tee nicht, aber Kaffee sehr. Јас не обожавам чај, но кафе многу. Да видиме следни разлики меѓу deshalb или затоа, поради тоа, и сврзникот trotzdem, кој значи сепак или и покрај тоа. Deshalb со него се укажува на последица. Например, Anna ist krank, deshalb geht sie nicht zur Schule. Ана е настината и поради тоа таа не оди на училиште. А trotzdem со него се укажува на спротивност. Да видиме пример реченица Es ist kalt, trotzdem gehe ich schwimmen. Студено е, но сепак јас одам да пливам. Следно е разлики или сличности меѓу овие 4 сврзници, како што кажавме во претходните делови. Овие 4 сврзници, deshalb, darum, daher и deswegen, се синоними и може да се користат во истата реченица, или едниот, или другиот, или кого било, бидејќи имаат исто значење. Например, Anna ist krank, deshalb geht sie nicht zur Schule. Би можеле да окажеме како Anna ist krank, darum geht sie nicht zur Schule. Или Anna ist krank, daher geht sie nicht zur Schule. Или Anna ist krank, deswegen geht sie nicht zur Schule. Сите овие 4 реченици го имаат истото значење, односно во превод Ана е настината, поради тоа таа не оди на училиште. Следно ќе зборуваме за сличностите на trotzdem и dennoch. Во превод сепак или и покрај тоа.
Trotzdem ide noch исто се синоними и може да се користат во иста реченица или едниот или другиот. Например, Max liegt im Bett, trotzdem schläft er nicht. Би можеле да ја кажеме исто реченицата Max liegt im Bett, dennoch schläft er nicht. Во двата случаеви, преводот би било Макс лежи во кревет, сепак тој не спие. Продолжуваме со следните сврзници, тоа се сврзникот while, што значи бидејќи, и сврзникот да, со истото значење. И тие два сврзници се синоними и може да се користат во истата реченица или едниот или другиот. Да видиме пример. А пред да видиме пример, да кажеме дека сепак во говорен јазик почесто се користи сврзникот да. А сега примерот. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland wohnen will. Истата реченица би се кажала како Ich lerne Deutsch, da ich in Deutschland wohnen will. Во превод, двете реченици го имаат истото значење, односно јас учам германски, бидејќи јас во Германија да живеам сакам. На овој слайд ќе ги видиме разликите меѓу while, бидејќи, и then, бидејќи. While е сврзник во небензетце, па стои на почетокот на зависната реченица, според правилата кои ги учевме во вториот дел. Со while може да се започне реченица во случај кога небензац е на прво место, а хаупзац на второ, односно кога имаме инверзија во реченицата. Истото ова го учевме во вториот дел од сврзници во германскиот јазик. Tom kauft eines Auto, wenn er mehr Geld hat. Том купува автомобил ако тој има пари. Истата реченица можеме да ја кажеме со сврзникот while кој стои на почеток на реченицата. Wenn er mehr Geld hat, kauft Tom eines Auto. Ако тој има повеќе пари, купува Том автомобил. Разликата во сврзникот den е што тој е сврзник во Hauptsätze и стои на нулта позиција во втората реченица. Односно, den е сврзник кој го учевме во првиот дел на сврзници во германскиот јазик и тој се користи кога се поврзуваат главна реченица плюс главна реченица и стои на нулта позиција од втората главна реченица. Со den, според тоа, не може да се започне реченица, бидејќи секогаш се користи, како што кажавме, во две главни реченици и спаѓа во втората реченица. Например, ich muss lernen, denn ich habe keine Zeit. Јас морам да учам, бидејќи јас немам време. Следно се разликите when и false. When се користи ако сме посигурни дека ќе се случи нешто. Например, ich mache einen Ausflug, wenn ich Freizeit habe. Јас правам прошетка ако јас слободно време имам. А false се користи кога има шанси одговорот да е не. Например, falls ich am Dienstag komme, gehen wir schwimmen. Ако јас во вторник дојдам, одиме ние да пливаме. Следно ќе ги видиме разликите меѓу сврзникот while, бидејќи, и сврзникот obwohl, во превод иако или инаку.
Со while се објаснува причина за одредено дејство. Например, ich gehe ins Kino, weil der Film mich interessiert. Јас одам во кино, бидејќи филмот ме интересира. А со obwohl се објаснува последица на одредено дејство. Например, ich gehe arbeiten, obwohl ich müde bin. Јас одам да работам, иако јас сум изморен. А сега да ги видиме разликите меѓу deshalb, во превод затоа или поради тоа, и weil во превод бидејќи. Со deshalb се укажува на последица. Например, Anna ist krank, deshalb geht sie nicht zur Schule. Ана е настината, поради тоа таа не оди на училиште. А со weil се објаснува причина за некое дејство. Да видиме пример, ich gehe ins Kino, weil der Film mich interessiert. Јас одам во кино, бидејќи филмот ме интересира. Во овој слайд ќе ги видиме разликите меѓу trotzdem, што значи сепак или и покрај тоа, и obwohl, кој значи иако или инаку. Со obwohl се покажува на неочекувана последица. Например, ich gehe arbeiten, obwohl ich müde bin. Јас одам да работам, иако јас сум изморен. А со trotzdem се покажува на спротивност во реченицата. Да видиме пример, es ist kalt, trotzdem gehe ich schwimmen. Студено е, но сепак јас одам да пливам. А сега да ги видиме разликите меѓу als, кој значи кога, и als, кој значи отколку. Во првиот случај, als се користи при формирањето на небензетце со опишување на временски период кога се случило дејството, односно е во минато време, перфект. Например, ich war schon alt, als ich 80 war. Јас бев веќе стар, кога јас 80 години бев. Во вториот случај, на als, кој значи отколку, се користи при формирањето на реченици кои опишуваат на кој начин се случило дејството, односно се користи при адјектив vergleichen во поточно компаратив. Ова може да го повторите во видеото за придавки, дел 4. Да видиме пример. Ben ist größer als Peter. Ben е поголем од Петар. Со ова видео завршуваме со третиот дел на сврзници за германскиот јазик, а со тоа и означува последен дел од сврзниците. И се надеваме дека со ова видео големиот број на сврзници кои го учевме е појасен. И се надеваме дека видеото ви се допадна. Ако е така, кликнете лайк на видеото, следете не на YouTube и Instagram и предложете го каналот на други кои сакаат да учат германски јазик бесплатно.